животот на нашиот преподобен отец Алексеј, човек Божи. Во времето на благочестивите цареви Аркади и Хонори, во Рим живеел еден висок царски достоинственик Евтимијан, многу угледен и многу богат. Имал 3000 слуги кои носеле златни појаси и свилени облеки. Немал деца, бидејќи неговата жена била неплодна. Но тој бил побожен и добар човек, многу внимателно ги држел Божиите заповеди, постел секој ден до 3 часот попладне и секој дневно поставувал 3 мааси во својата куќа за сирачиња, вдовици, сиромашни, странци и болни. И самиот тручал во 3 часот попладне со туѓите монаси. И ако би се случило некој ден да бидат помалку сиромашни на трпезата која што се давала 3 пати, и затоа давал помалку милостиња од вообичаеното, тогаш ќе паднел пред Бога и ќе велел: не сум достоен да одам по земјата на мојот Бог. Името на неговата жена било Аглаида. Таа била жена со голема вера и полна со страв Божи, милостива и великодушна кон сиромасите. Бидејќи немала деца, таа му се молела на Бога, велејќи: Господи, сети се на мене, недостојната слугинка Твоја, и прости ми ја неплодноста, за да се удостојам да се наречам мајка на дете. Дај ми син, за да можеме мојот маж и јас да имаме утеха во нашиот живот и потпора во нашата старост. И се сетил Бог по својата милост, дарувајќи род, бидејќи таа зачнала и родила син. Се израдувал и нејзиниот маж и го крстиле детето и му дале име Алексеј. А кога Алексеј имал 6 години, го дале во школу. И тој набрзо изучил граматика и реторика, како и црковните книги. Го изучил добро и целото свето писмо и станал мудро момче. И разгледувајќи ја сета суета на светот, тој донесол одлука во својата душа да се одрече од овдешните животни краткотрајни богатства, за да ги наследи вечните. И почнал да го умртвува своето тело, тајно носејќи на себе остар кострет, тоест груба облека од камилски влакна. А кога Алексеј станал полнолетен и зрел за брак, Евтимијан и рекол на својата жена: да го ожениме нашиот син. Аглаида се израдувала на овој предлог на својот маж и паѓајќи му пред нозете рекла: нека Бог го потврди и исполни твојот збор, да го видам Алексеј оженет и да ги видам неговите деца. И ќе се весели мојата душа и јас тогаш ќе можам уште повеќе да им помагам на сиромашните и неволните. И родителите го вериле својот сакан син Алексеј со девојка од царски род и се венчале во црквата на Свети Бонифатий. И свадбата била многу радосна и свечена до доцна во ноќта. Потоа Евтимијан му рекол на младоженецот: влези, сине мој, кај твојата невеста и познај ја твојата жена. Тој влегол во одајата и ја нашол својата невеста како седи на златен стол. Го извадил златниот прстен и скапоцениот појас, ги завиткал во порфира и ги дал, велејќи: чувај го ова и нека биде Бог меѓу мене и тебе, се додека неговата благодат не устрои нешто ново во нас. Откако го кажал ова, ја оставил, отишол во својата соба, ги соблекол своите златни облеки, облекол стара облека, зел дел од своето злато и скапоцени камења, тајно излегол ноќе од своите палати и од градот и дошол на пристаништето. Откако го нашол бродот што одел за Лаодикија, седнал во него и го платил патот. И патувал, молејќи му се на Бога и велејќи: Боже, Ти ме зачува од утробата на мојата мајка, спаси ме сега од суетниот живот на овој свет и удостој ме да застанам од Твојата десна страна на судот со сите оние што Ти угодиле.
Кога бродот пристигнал во Лаодикија, свети Алексеј излегол на брегот и, наоѓајќи патници што оделе за Месопотамија, отишол со нив во месопотамискиот град Едеса, каде што се чувал неракотворниот лик на нашиот Господ Иисус Христос, што самиот Господ преку своето доброволно страдање му го пратил на едескиот кнез Авгар. Гледајќи го овој лик на Христос, блажениот Алексеј многу се зарадувал. И откако ги продал сите вредни предмети што ги донесол од својата куќа, тој го разделил златото на просјаците, самиот облечен во просјачка облека, им се придружил на просјаците и просел милостина. И останал во тремот на црквата на Пресвета Богородица, постојано постејќи. Јадел малку леб и пиел малку вода и секоја недела се причестувал со пречистите Христови тајни. И ако добиел било каква милостиња од христолюбците, ја делел на други стари, слаби просјаци. Со наведната глава, тој со умот бил горе, зафатен со божествено размислување. И со голема воздржаност, толку го исушил своето тело, што убавината на неговото лице се исушила, видот му се замаглил, очите му испаднале и тој бил само кожа и коски. Откако свети Алексеј ја напуштил куќата таа брачна ноќ, неговите родители влегле во спалната соба следниот ден штом се разденило, но не го нашле својот син, туку само невестата седела потиштена и тажна. Тие биле зачудени и го барале насекаде, но не го нашле. И почнале горко да плачат и така целата нивна радост се претворила во тага. Мајката потоа влегла во спалната соба, ги затворила прозорците, распрострела кострет на земјата, тоест груба ткаенина од камилско влакно, легнала на него, посипала пепел на главата, паднала ничком со лицето кон земјата, плачејќи и оплакувајќи, молејќи се и велејќи: нема да станам од тука, ниту ќе го напуштам овој затвор, додека не дознаам каде се скрил мојот единствен син и што се случило со него. А невестата стоејќи до неја и рекла со солзи: не јас нема да те оставам, туку ќе бидам како пустинољубивата гугутка, што има само една љубов во животот, која, кога ќе го изгуби својот сопруг, го бара по планините и долините, тагувајќи со трогателни песни. Така и јас ќе чекам трпеливо, додека не слушнам за мојот сопруг каде е и каков живот избрал за себе. Таткото, длабоко жалостен, ги испратил своите слуги на сите страни да го бараат неговиот син. Некои од нив дошле дури во Едеса и го виделе оној што го бараа, но не го препознале. Туку му дале милостина како да е просјак. И свети Алексеј ги препознал и му заблагодарил на Бога што го удостоил да прими милостина од неговите домашни слуги. И слугите се вратиле и му кажале на својот господар дека насекаде го барале неговиот син, но не го нашле. И свети Алексеј живеел во Едеса во црквата на Пресвета Богородица 17 години и станал возлюбен од Бога. Тогаш му било откриено за него на црковниот управник, зашто нему му се прикажала во видение иконата на Пресвета Богородица, која му рекла: доведете го во мојата црква човекот Божи, тој е достоен за Царството Небесно, зашто неговата молитва е како темјан со благопријатен мирис кога се вознесува пред лицето Божјо. И како круната на главата на царот, така врз него почива Светиот Дух. После тоа видение црковниот управник барал таков човек, но не го нашол. Затоа се обратил кон иконата на Богородица, молејќи ја владичицата да му го покаже токму Божиот човек. И повторно во видение го слушнал зборот на Пресвета Богородица, дека Божиот човек е тој просјак кој седел покрај вратата од црковниот трем. Тогаш црковниот чувар го нашол и го довел во црквата за да живее во неја. И мнозина дознале за неговиот свет живот и почнале да го почитуваат. И свети Алексеј
избегнувајќи ја човечката слава и почит, го напуштил градот Едеса и никој не знаел каде е. И откако стигнал до морското пристаниште, нашол брод што пловел за Киликија. Седнал на тој брод, велејки си: ќе одам во градот Киликија, каде што никој не ме познава, а таму ќе останам во храмот на светиот апостол Павле. Додека бродот пловел, одеднаш по Божја промисла, се кренала бура на морето и го носела бродот многу денови и конечно отпловил за Рим, иако тој тоа не го посакувал. Откако го напуштил бродот, свети Алексеј си рекол: жив да е Господ мојот Бог, нема да бидам товар на никого, туку одам во куќата на мојот татко како странец. И кога се приближил до својата куќа, го сретнал својот татко како се враќал од царскиот дворец напладне, придружуван од мноштво слуги кои оделе пред него и зад него. Откако му се поклонил до земја, Алексеј извикал велејки: слуго Господов, смилувај се на мене сиромашниот и несреќниот и дозволи ми да живеам во еден агол од твојот двор, за да се хранам со трошките што паѓаат од твојата трпеза, и Господ ќе ги благослови твоите години и ќе ти го даде царството небесно, и ако имаш некој свој што патува некаде, нека ти го врати здрав и жив. Ефтимијан, слушајќи го просјакот како зборува за патување, веднаш се сетил на својот сакан син Алексеј и очите му се наполниле со солзи. И веднаш се сожалил на просјакот и му дозволил да живее во неговиот двор. И им рекол на своите домашни слуги: кој од вас сака да му служи на овој просјак? Ако му угоди, жив да е Господ мојот Бог, ќе биде слободен во сите денови од својот живот и ќе добие наследство од мојот дом. А за овој просјак направете мала кујкичка покрај портата на мојот дворец, за да можам да го гледам кога излегувам и влегувам. И нека му се дава храна од мојата трпеза, и никој нека не му наштети. И свети Алексеј почнал да живее во мала кујкичка покрај портата на татковиот дворец. Секој ден Ефтимијан му испреќал храна од неговата трпеза, но тој им ја делел на другите просјаци, а самиот јадел само леб и вода, и тоа во мали количини, само за да не умре од глад и жед. Секоја ноќ ја поминувал во бесона молитва, а секоја недела се причестувал во црквата со божествените тајни. Трпението на овој Божји човек било прекрасно. Неговите слуги постојано му правеле зло и го малтретирале. Едни го удирале, други го влечеле за коса, трети пак го удирале по вратот, четврти му истурале помија врз главата, петти пак на различен начин му се подсмевале. И непобедливиот страдалник го поднесол сето ова во тишина, бидејќи знаел дека му го прават ова наговорени од ѓаволот. И вооружен со молитва против самиот ѓавол, тој трпеливо го победил неговото лукавство. А постоела и оваа причина за неговото чудесно трпение. Во неговата куќарка гледал прозорец од палатата во која живеела неговата невеста, која, како друга Рут, не сакала да ја напушти куќата на својот татко, туку седела со нејзината свекрва и плачела. И многу пати свети Алексеј ја слушал својата невеста како плаче за него. А исто така и неговата мајка. И двете тажно тагувале. Невестата оплакувала тоа што е вдовица, а мајката плачела за својот исчезнат син. И ова му го кинело срцето од тага. Но светецот, со љубовта што ја имал кон Бога, ја победил телесната љубов кон својата невеста и кон своите родители, и заради Бога со задоволство издржал неподнослива тага. Така Алексеј поминал 17 години во домот на своите родители и никој не го препознал, туку сите го сметале за просјак и странец, него, син и наследник и господар на куќата. Неговите домашни слуги го исмејувале како странец и дојденец. И кога Господ му угодил да го земе од толку болен живот во сиромаштија и страдање и да го приведе во вечна почивка, му го открил денот
и часот на неговото заминување. И светиот Алексеј го замолил слугата што му служел да му донеси хартија, мастило и пенкало. И го запишал целиот свој живот и некои тајни, познати само на неговите родители, по кои можеле да го препознаат. Исто така опишал што и рекол на својата невеста кога и дал прстен и појас завиткани во порфира. Конечно го додал и ова: ве молам, драги родители мои и моја честна невесто, да не ми се лутите што ви предизвикав толку многу тага оставајки ве, но и моето срце се кршеше поради вашите страдања, и јас сум бил таму многу пати. И многу пати му се молев на Бога за вас, за да ви даде трпение и да ве направи достојни за Неговото царство. И се надевам во Неговата добрина дека ќе ми ја исполни молбата, бидејќи и јас од љубов кон Него се покажав толку немилосрден кон вашата болка и толку суров кон себе си. Зашто секој треба повеќе да го слуша својот Творец и Спасител отколку своите родители. Верувам дека колку повеќе ве ожалостив, толку повеќе радост ќе добиете во Царството Небесно. Откако го напишал ова, тој го поминал своето време во молитва кон Бога до часот на својата смрт. Еден ден, кога пресветиот папа Инокентий ја служил светата литургија во соборната црква на светите апостоли, а присутен бил и царот Хонори, на крајот од литургијата се слушнал чуден глас од светиот олтар, кој сите го слушнале велејки: дојдете кај мене, сите кои сте уморени и обременети, и јас ке ве одморам. Слушајќи го ова, присутните се исплашиле и трепереле, паднале со лицето на земјата и извикале: Господи, помилуј! Потоа повторпат се слушнал глас што вели: побарајте го човекот Божи, кој ќе се одвои од телото, да се помоли за градот и се ќе биде добро со вас. Според ова откровение, луѓето низ целиот Рим тргнале да бараат таков човек, но не можеле да го најдат и биле во голема забуна. Потоа, во четврток навечер се собрале царот и папата во соборната црква на светите апостоли и одржале целоноќно бдение, молејќи го Христа Бога сам да им го покаже својот угодник. И кога осамнал петок, свети Алексеј, човекот Божи, се одвоил од своето тело и отишол кај Господ. И во црквата се слушнал глас од олтарот, како и првиот пат, велејки: побарајте го Божиот човек во куќата на Евтимијан. А царот, обраќајќи се кон Евтимијан, му рекол: имајќи таква благодат во твојот дом, зошто не ни кажа? Евтимијан му одговорил на царот: жими Господ Бог, не знам ништо за ова. И повикувајќи го својот најстар слуга го прашал: дали знаеш некој од твојата дружина кој има некоја доблест и му угодува на Бога? А овој му одговорил: жими Господ, не знам, бидејќи сите се туѓи на доблестите и живеат небогоугодно. И царот и папата самите тргнале да го бараат човекот Божи во куќата на Евтимијан. Тој пак побрзал пред нив, поставил престоли во својот дворец за царот, папата и другите кнезови и излегол да ги пречека со свејки и кадилници. А сопругата на Евтимијан, која тагувала во својата соба, слушајќи ја вревата и бучавата во дворот и палатите, прашала: што е ова? И кога дознала дека царот и патриархот дошле и зошто дошле, се зачудила. Исто така невестата, која била на тремот, ги видела царот и папата како доаѓаат со мноштво луѓе, се зачудила и се прашала: што значи ова? И кога царот, папата и кнезовите седнале и завладеело тишина, тогаш слугата што му служил на свети Алексеј му рекол на Евтимијан: Господару мој, не е ли Божиот човек просекот што ми го довери? Ги гледам неговите големи и чудесни дела. Тој пости секој ден, ретко зема леп и вода доцна навечер и ги поминува ноќите во бессонна молитва. Но некои од нашите момци му прават зло, го удираат, го влечат за коса,
го потураат со ѓубре, а тој сето тоа го поднесува со радост и голема кротост. Слушајќи го тоа, Евтимијан веднаш поител кон куќата на просјакот, го повикал 3 пати низ прозорецот, но не добил одговор. Потоа влегол внатре и го нашол човекот Божи како лежи благолепно мртов, со покриено лице, а во десната рака држал превиткана хартија. И кога му го открил лицето, тоа блескало од благодат како лице на ангел. И сакал да ја земе хартијата од раката и да види што е напишано на неа, бидејќи раката цврсто ја држела. Потоа брзо се вратил кај царот и папата и им рекол: го најдов оној што го бараме, но тој е веќе мртов, и ја држи хартијата во раката и не ми ја дава. Тогаш царот и патриархот наредиле да се направи скапоцен и убаво нареден одар. И го изнесле светото тело на човекот Божи од одајата и честно го положиле на подготвениот одар. Потоа царот и патриархот се поклониле на колена, ги целивале светите мошти и со солзи му се обратиле како да е жив. Те молиме, слуго Христов, дај ни го овој лист хартија, за да видиме што е напишано на него, за да знаеме кој си. И раката го отпуштила листот кон царот и папата. Тие го зеле и му го дале на Аети, библиотекарот на големата црква. И кога настанала целосна тишина, библиотекарот почнал гласно да го чита листот хартија. И кога стигнал до местото каде што се зборува за родителите и невестата, за прстенот и појасот што Алексеј и ги дал на својата невеста во спалната соба, Евтимијан го препознал Алексеј како свој син, паднал на неговите гради и прегрнувајќи го и бакнувајќи го со солзи, почнал да жали. О, ужас за мене, чедо мое премило! Зошто ни го приготви ова? Зошто не направи толку несрекни? Тешко мене, чедо мое, толку години помина во домот и ги виде страдањата на твоите родители, а не ни се откри, ниту ја утеши нашата старост во горчливата тага што не притискаше поради тебе. О, тешко мене, возлюбен сине мој, љубов моја, утехо на мојата душа. Што да правам сега? Дали да ја оплакувам твојата смрт или да се радувам што те најдов? И Евтимијан неутешно плачел, кинејќи ја својата бела коса. А неговата жена Аглаида, слушајќи го ридањето на својот сопруг и дознавајќи дека просјакот е нејзиниот син Алексеј, ја отворила вратата од својот доброволен затвор и излетала надвор, корнејќи ја својата расплетена коса. И кинејќи ја облеката, ги молела луѓето што се собрале да и направат пат. Дајте ми пат, дајте ми да го видам моето драго дете, да го прегрнам мојот единствен син. И трчајки, паднала врз честното тело на својот син, го прегрнала и го бакнала и заплакала. Тешко мене, господару мој, тешко мене, чедо мое сладко, што си направил? Зошто ни предизвика толку многу беда на душата? Тешко мене, светлино на моите очи. Како не те препознавме кога толку години живееше со нас? Како не се сожали на нас, постојано слушајќи ги нашите горчливи кукања за тебе и не ни се откри? Исто така невестата, која поминала 34 години без младоженец, облечена во црно, паднала врз светите мошти, пролевајќи силни солзи и топејќи го честното тело на својот сакан со нив, и со голема љубов го бакнала и плачела горчливо и неутешно. Тешко мене, тешко мене, тешко мене. И изговорила други трогателни зборови на таков начин, што сите ги израсплакала и разридала, та сите плачеле заедно со родителите и невестата. Тогаш царот и папата наредиле да се однесе одарот со честното тело на човекот Божи и да се постави среде градот, за да можат сите да го видат и допрат. И им рекле на луѓето: ете го најдовме оној кого го бараше вашата вера. И целиот Рим се собрал
и сите се допирале до светецот, бакнувајќи ги неговите свети мошти. И кои што биле болни сите се исцелувале, слепите прогледале, лепрозните се исчистиле, ѓаволите биле избркани од луѓето, и каква и да било болест или немоќ што ја имале луѓето, им се давало целосно исцелување на сите од лековитите мошти на светецот Божи. Царот и патриархот, гледајќи такви чуда, самите го зеле одарот и го однесле во црквата, за да се осветат себе си со допирањето на светото тело. А родителите и невестата го следеле одарот плачејќи. Но имало толку многу луѓе што сакале да го допрат честното тело на светецот, што било невозможно да се носи одарот поради притисок и гужва. Затоа, царот наредил да се фрлат златни и сребрени пари меѓу луѓето, за да се тргнат од одарот и да се направи пат кон црквата. Но никој не обрнал внимание на златото и среброто, бидејќи сите копнееле да го видат човекот Божи, да го допрат и бакнат. Потоа папата почнал да ги советува луѓето да се повлечат, ветувајќи дека нема веднаш да ги погребат светите мошти, туку ќе почекаат додека сите не ги бакнат и допрат. И луѓето едва и се согласиле со советот и малку попуштиле, па светите мошти биле донесени во големата црква. И ги оставиле непогребани една недела за секој што сакал да може да им се поклони и да ги допре. И родителите и невестата останале покрај светите мошти цела таа недела, плачејќи. Потоа царот наредил да се направи ковчег од мермер и смарагди и украсен со злато. И во него го положиле човекот Божи. И веднаш од светите мошти потекло миризливо миро и го наполнило ковчегот. И сите се помазале со ова миро заради исцелување од секакви болести. И подготвиле почесен погреб за свети Алексеј, човекот Божи, славејќи го Бога. Свети Алексеј починал на 17 март во 411 година за време на владењето на Хонори во Рим и Теодоси помладиот во Цариград, додека Господ наш и Исус Христос царува над сите со Отецот и Светиот Дух, на кој му е слава во вечни векови. Амин.